Добро вечер, Беро! Добро вечер, почитувани членови и симпатизери на најголемата коалиција за подобра Македонија. Добро вечер, Македонијо! Почитувани пријатели, најпрвим би сакал да ви пренесам срдечни поздрави од председателот на Социјалистичката партија на Македонија, од господинот Љубосав Иванов Дзинго, искрен пријател на Беровчани, кој вечерва од објективни причини не е во можност да биде дел од нас. Почитувани пријатели, ние во Социјалистичката партија со големо задоволство ја дочекавме очекуваната вест за убедливата победа на господинот Иван Иванов во првиот круг на председателските избори, со што се остварија нашите предвидувања дека во моментот за македонскиот народ најпогодна личност за председател на Република Македонија е човекот кој го предложи оваа коалиција, предводена од најголемата партија ВМРО ДПМН на чело со нејзиниот председател господинот Никола Груевски. Со ова македонскиот народ ја навести, а сигурен сум дека на 27 април уште поубедливо ќе ја потврди двојната победа како на нашиот кандидат за председател, така и победата на предвремените парламентарни избори со најмалку 62 пратеника од нашата коалиција. Се бориме за оваа двојна победа на председателските и парламентарните избори, за да Македонија не може да биде ставена под уцена од било која страна, ниту од ДУИ, ниту од СДСМ, ниту од нив заедно. Се бориме за оваа двојна победа, за да може идната влада, предводена од досегашниот иден премиер, господинот Никола Груевски, целосно се посвети исклучиво на економскиот развој на Република Македонија, односно ги реализира 2046 проекти дадени во изборната програма. Затоа ви го нудиме нашиот сериозен, проверен и сигурен програмски концепт на посветенот и безпоштедна работа за доброто на Република Македонија и македонскиот народ и граѓани, во кој во наредните 4 години ве ветуваме. Согласно програмата се планира да се отворат нови 64.000 работни места, со што процентот на невработеност ќе падне од сегашните 28 на 22%. Ова е можно. Ова и ќе го оствариме, затоа што оваа влада во изминатите години тоа и го докажа. За време на светската економска криза, која се уште не е целосно надмината, во Македонија се отворија нови 120.000 места. Ширум Македонија се изградија нови индустријски зони, во кои се отворија над 30 на индустријски капацитети со вложување на странски капитал. Така невработеноста која од 2006 година беше 38%, за да денес после 8 години безпоштедна работа, односно со реализирање на голем број на проекти и мерки, истата се сведе на 28%. Исто така со ова ќе продолжи големиот интерес на странските компании за отварање на нови индустријски капацитети, односно отварање на нови работни места, што е најгорливиот проблем на граѓаните во Република Македонија. Ова е само дел од нашата програма, проверено, и може да се направи разлика, затоа што има разлика, многу голема разлика, видлива дури и од авион. Почитувани граѓани, разликата е помеѓу дадениот цврст и образувачки збор и докажаното одговорното работење од наша страна и лажните и неискрени ветување од спротивната страна. Затоа, ајде да ја потврдиме убедливата победа од 13 април и да ја сочуваме Македонија од распродажба на националните интереси, кои денови се случуваат со интензивните партиски преговори за задоволување на личните цели. Потребно ни е единство и сплотување, за да ги спречиме крупните отстапки на штета на македонскиот народ и македонската држава. Во тој правец, почитувани граѓани, ве повикувам в недела на 27 април масовно да излезете и гласате за принципи, мудрост и дела, за работливост и посветеност. Гласете за нашиот кандидат за председател Ѓорѓе Иванов. Гласете за носителот на нашата листа, господинот Никола Тодоров,
на кои им е потребна вашата доверба, за да во наредните години заедно со сите граѓани на Република Македонија се реализира ветеното за Македонија. Да живее Македонија! Благодарам.